границата за Божјото присуство во нашиот живот, ние одземаме нечија туѓа територија. Што мислите, чива територија одземаме? Ако Бог не владее со нашите животи, кој владее? Владее злото, драги пријатели. Таму каде што отсуствува Бог во животите на луѓето, таму е присутно злото. Преку демонските сили, преку слугите на лукавиот, наречен Сатана, преку самиот ѓавол. Да, драги пријатели, проширувајќи ги границите на Божјото присуство во нашиот живот, ние смалуваме територијата на присуството на злото и лукавиот во нашиот живот. Ова е сериозна ситуација. Дали некој, што мислите во обичниот живот, доброволно би предал територија? Јас мислам дека не. Па така и лукавиот. Тој доброволно нема да ја отстапи територијата на Господа. Тој доброволно нема да се помири со губењето на својата територија, со својата губењето на власта врз човекот, врз тој кој што одлучно решил да го внесе Божјото присуство во својот живот. Да, лукавиот ќе бара безброј начини, ќе ја зголеми се дукратно својата војска на демони, за да повторно се врати во изметениот двор во нашето срце, за повторно да ровари и за повторно си оствори својата мисија. Таа е, споменавме претходно, да украде, да убие, да уништи што повеќе човечки животи, да не му припаѓаат на Господа. Да, драги браќи и сестри, растејќи ја територијата на Господа, проширувајќи ги незините граници, ние ја смалуваме границата на опфат на присуството на злото, на лукавиот, на демонските сили. Затоа, знаејќи го ова, Господ во Ефесјаните 6 глава ни дава прецизна инструкција како ние да се заштитиме во таквата ситуација. И вели: наоружете се со оружјето Божјо. Земете ги обувките на мирот, појасот на вистината, оклопот на праведноста, шлемот на спасението, штитот на верата и духовниот меч кој е Словото Божјо. Внимавајте, духовен меч е Словото Божјо. Дали ова не ви личи на воин? Да, драги мои, Бог не подготвува со оваа инструкција за духовна борба. Не прави духовни војни, не прави борци за Неговото Божјо присуство на наша територија, во нашите животи. За нам да ни биде убаво. Тоа е милоста и љубовта Божја. Знаете, со секое утро, во оваа ента димензија, ние навлегуваме во парафразирана арена со лавови. И замислете ние да излеземе ненаоружани. Да не сме наоружани со духовниот меч, со Словото Божјо, да немаме прочитано од него, да немаме сообразено некој дел од нашиот карактер, да не сме во молитва да го обезбедиме Божјото присуство, ние влегуваме незаштитени и ненаоружени во арена во која има лавови. А што ако некој лав е гладен? А што ако има подбуцнувачи, кои што не ни го мислат доброто во животот и го насыскаат лавот да не нападне? Што тогаш, драги мои? Затоа Словото вели: наоружајте се. Ако влезете во таа ента димензија наоружани, со ова оружје од Ефесјаните 6 глава, драги мои, и ако го имаме постојано духовниот меч во рака, тогаш ниту еден лав нема да ви приде. Тогаш демонските сили или лавовите, парафразирано, ќе бегаат од вас. Вие и физички да му се спротиставите на лав со меч, тој ќе побегне од вас, знаејќи опасноста. А камоли со духовниот меч. Од овој духовен меч сите демонски сили се плашат. Ја знаат неговата сила, ја знаат неговата острина. И затоа, само на тој начин можеме да освоиме територијата за Господа во нашите животи. И да ги зголемиме благословите во нашите животи. Но се разбира, секому му се дадени различни дарови. Некому повеќе, некому помалку. Некому за една работа, некому за друга. Па така и опфатот на проширувањето на тие граници е ограничен, согласно даровите кому се секому дадени. Во таа прилика, кога многу ја зголемуваме границата, кога се зголемува силината на нападите на лукавиот, Господ предвидел
во третиот дел од молитвата нешто друго. Вели: о Господи, да ми ја подадеше Твојата рака, за да ме заштитиш, да ме земеш под Твоја закрила, да ме заштитиш, за да не тагувам. Знаете, ако во Коринќаните ни се вели: покажете ревност за поголеми дарби, јас ќе ви покажам подобар пат, ние може да ревнуваме за поголеми дарби. Ние може да имаме и поголеми дарови од предвидените. Може да имаме и поголема силина за ширење на границите, на опфатот на Божјото присуство во нашиот живот и во животот на нашите блиски. Но тогаш ќе ни биде навистина потребна и поголема Божја поддршка. Ќе ни биде потребна победничката десница од Господа. Ќе ни биде потребен неговиот исчекор во нашиот живот од тоа ниво. Ќе ни биде потребна уште повеќе неговата заштита и закрила, за да не заштити од нападите на злото, за да не заштити од огнените стрели на лукавиот. Колку повеќе навлегуваме во негова територија, толку е поголема опасноста за нас и толку повеќе ни е потребно Божјото присуство, неговата заштита и закрила. Ова ќе ви го доближам со еден пример. Мајката и таткото го изнеле своето дете во некој парк. Таму имало лизгалки. Една мала за деца, една средна за поголеми деца и една поголема за возрастни. Детево било мало. И се качило само на малата лизгалка за деца. Се пуштило еднаш, два пати, три пати. Меѓутоа интересот кај детето се пројавило за поголемата лизгалка. Мајката се вознемирила, но таткото не реагирал. Рекол: остави го. Детето, колебајки се качило на поголемата лизгалка и со виден страф и вознемиреност одлучило да се пушти. После првиот пат се обидело втор пат и трет пат и детето ја совладало таа техника. Жената секако била вознемирена, мажот бил на штрек, подготвен да помогне во не дај Боже ситуација, меѓутоа го оставил детето да види што ќе направи. Потребата на детето се појавила да оди на највисоката лизгалка за возрастните. Меѓутоа му изгледала недостижна, премногу висока, премногу опасна. Тогаш дошло кај својот татко и го замолило да му ја подаде раката и заедно да поминат и на третата лизгалка. Таткото го земал детето во својот скут и поминале низ лизгалката. Да, драги мои, оној момент кога ние ќе почувствуваме дека сами не можеме да поминеме животната препрека, тогаш ќе ја побараме раката Господова. Тој нежно ќе не земе во неговата преградка и ќе не изнесе низ животната ситуација. Да, драги мои, Бог ни е на располагање во секој момент, во добро и во лошо. Најмногу ни е потребна неговата рака, за да бидеме под негова заштита и под негова закрила, претходно наоружени со сето негово оружје, за да успееме, драги пријатели, да живееме еден благопријатен живот. Оваа молитва посакувам да стане наше секојдневие, покрај сите останати редовни обраќања и комуникација со нашиот Господ и Спасител. Оваа молитва, драги пријатели, е добар пример, еден одличен урнек како еден христијанин може да го унапреди својот живот во Господа. Оваа молитва разглобете, анализирајте ја и колку повеќе доаѓате до сознание за неа, на вистина ќе откриваме еден сет на вредности, еден вистински систем на вера, која што извира